Добро вечер во вечерната дебатна панел округла маса, во која деновиве веројатно и пречесто, но исто така и тенденциозно фокусирани кон случувањата што се врзани околу бегањето на Никола Груевски од Македонија, и натаму сме со аналитичари кои би требало да ни одгонет на тоа своевидна политичка па и лична фарса, како тоа најголемиот патриот кој најмногу ја сака Македонија ја напушти, како тоа човекот христијанин кој за светост ги имаше семејството го напушти, и што е тоа што Никола Груевски, освен парите, го изнесе надвор од Македонија. Дали е тоа страв за себе и само по себе, и од каде таа димензија на кукавичлук кај човекот кој инаку се прикажуваше како еден од храбрите политичари на новата генерација по самостојноста. Моите вечерашни гости веќе ви ги најавив во вестите. Тоа се доктор Мице Дудучки, невропсихијатар, доктор Ѓулистана Марковска, офталмолог и пратеник од првиот состав на парламентот, и доктор Шпатим Лјатифи, информатичар и универзитетски професор од ДУТ. Веќе најавив дека тема на разговорот ќе биде дилемата зошто ние како народ се збудалевме по својот култ на Никола Груевски. Дали тие што се уште му веруваат, уште се во заблуда и кон него како лидер, и кон него како личност, и кон него како семеен човек. На крајот на криштата можеме да веруваме дека му е тешко, но има една перцепција која веројатно сите нас треба да не стави во искушение. Како е возможно да не водеше 10 години човек кој го има синдромот или психосоматските особени на страв? Веднаш на почетокот мојот гостин, невропсихијатрот Мице Дудучки, ќе го цитирам и ќе го прашам врз основа на што констатира дека психопаторот ќе заврши на буништата на политичката историја. Внимавајте, 17 октомври 2017, една година пред оваа дебата, и уште еден негов цитат, една година уште тоа пред ова да го изјави, 2016 го низ анализата на победничкиот говор на Груевски на изборите, со констатација од Дудучки, вештачка еуфорија на патолошкиот Лашко. Дудучки, што е сега? Ние сме збудалени или Груевски веќе нема контрола врз себе и за себе? Пишува во една прилика дека социјалната психијатрија ќе пишува томови стручна литература за нашата стварност од осамостојувањето до денеска. И тоа го дефинирав како мама синдром. Што значи тоа? Малигни, архетипски, македонски, мазохистички аутодеструктивизам. Звучи веројатно рогобатно, но навистина е така. Дали ние во нашиот геном носиме нешто мазохистичко? Дали носиме аутодеструктивно? Одговорот е да. И кога правев еден психоаналитички портрет на психопаторот, а психопатор за мене е диктатор со лепеза на психопатски особини, и тоа многу подалеку него што вие зборувавте уште кога ја затвараја А1 телевизија, тогаш како слободномислечки граѓани се одважив да се покренам против сите лудости и глупости во кои живееме, да не ја наведнуваме главата која сабјата нема да ја сече, ама никогаш нема да види сонце, и се одлучив да водам една своја лична, индивидуална борба против сето она што го нарушува нормалното функционирање на државата. Зошто така беше? Затоа што имавме гебелсовска пропаганда. Затоа што од една личност која е интелектуално, морално, психолошки инсуфициентна, и тоа го детектирав како multiplex personality disorder, односно повеќе кратно расстройство на личноста, а тоа расстройство го нарекуваме психопатија. И сега видовме во практикување на злото,
во овие 11 години последни, дека се покажа правото лице на психопатот. Само еден момент. Дали психопатите ја имаат градацијата меѓу стравот, гневот и неконтролираното насилство како метод на владење? Во основа лежи една анално-садистичка структура. Кога велам анално, тоа е синдромот на, бидејќи сум београдски ученик, па велат згртање, зграбување, зграбчување на се околу себе, со цел да се присвои не само од материјален аспект, туку и од она феномен на гладното око. Од друга страна, садизмот кој видовме во изживувањето, кога се обидуваа со Јанекиевски да го рушат објектот на Фијат Сановски. Значи, видовме во сите оние злоупотреби на власта, на моќта и злоупотреби врз оние кои му беа истомисленици, кои му беа полтрони и кои денеска, како што предпоставува пред неколку години, а и во тој последен интервју, дека подадената рака за спас нема никој да ја прифати, оти сето и нив и злото ги пушти низ канализацијата на злосторот што самиот го инсталираше и самиот го практикуваше. Господја Марковска, сакате ли некеле и како пратеник, и подоцна, бидејќи бевте блиски до ВМРО ДПМН, кој момент почувствувавте дека се изнедрува нова личност која ќе воведе некоја патологија на страв во владењето со Груевски? Дали мислевте дека на тоа ќе треба да има некаков отпор и зошто човекот кој сега се декларира дека е под стрес, страв за својот живот, не мислел дека тој стрес и страв за животот на луѓето го водел со неговите методи на владење? Па добро, дел од одговорот ви рекоа и медицински не би се упуштала во таква, бидејќи сепак во тој домен не сум стручна. Меѓутоа, во психологијата на сите, да не ги кажам така, психопатолози е владењето да го наметнат со една психопати со една мека нота, да вие се прикажувате како жртва, а во суштина да сакате да приграбите се околу, меѓутоа и да се обкружувате со такви луѓе. Во моментот кога господинот Груевски како милениче од предходната влада на господинот Љупчо Ѓоргиевски стигна и почна сите негови кадри еден по еден да ги ништи, да ги пушта низ вода и да се обкружува со нови лица, буквално, ја не велам табула раса, затоа што меѓу нив имаше и учени луѓе, меѓутоа луѓе кои што се со дворијански менталитет, луѓе кои што се слепи послушници, кои што се поданици, кои што не доаѓа ништо до израз индивидуално, туку само како ќе каже лидерот, тоа беше веќе почетокот на крајот на она ВМРО ДПМН што јас го познавам. Од тамо ли е тој комплекс дека да не му се признае на Љупчо Ѓоргиевски лидерството во формирањето на партијата, дека од Груевски почнува новата ера или новата стабилност на ВМРО ДПМН? Дефинитивно комплексот е од таму заради тоа што ние имавме конгрес на кој што дел од пратеници и сегашни членови на извршниот комитет успеа да ја ретушираат историјата и тоа пред нас уште кои сме живи, што станува збор за идните поколенија и да кажат дека господинот Љупчо Ѓоргиевски не е еден од основоположниците на ВМРО ДПМН, токму заради тоа што господинот Љупчо Ѓоргиевски имаше и има една харизма и да не заборавиме дека сепак се работи за личност која што има голем демократски габарит во своето не само владење, туку како човек. За разлика од овој човек кој што велеше, па знаете, јас кога бев во тоа време, јас дури на оние прочуени балови кои што можеби некој ги напаѓа сега, меѓутоа за кои што се собира доброволно или да кажеме условно, присилно добри средства кои што се даваа во интерес на хуманитарни цели и да споменам дека првиот клавир беше купен од страна на нашиот маестро Симон Трпчевски токму од една хуманитарната организација Благовестие и од тие собрани средства да кажат, па знаете, јас отидов на тој бал само за да видам како е.
Замислете, воопшто не беше така. Значи, оградувањето во тој момент од тие политики велеше дека светот почнува од мене. Меѓутоа, не нагло, постапно, првим преку обкружување со луѓе кои што ќе му бидат со поданички менталитет и искрено да ви кажам сега, гледајќи го господинот Миле Јанакиевски, со кој што никогаш ниту еден збор не сум проговорила, за разлика еве од други кои што се истат на таа осуденичка клупа. Мене ми е жал. Од која смисла жал? Жал за човекот кој што толку години беше министер на едно толку моќно министерство и кој што си дозволуваше на себе 24/7 да дреме на телефони и да прашува дали некои 6 деца без родители ќе гласаат на изборите. Замислете. Има помалку лицемерство. Дури во изјавата на министеров денеска на суд, дека не можете по конјот сега по самарот, нели, или односно дека има оден степен на да речем на неснаогење на самиот Миле. Меѓутоа има една работа. Има впечаток дека како да има некаков леби воздухот, некаква притајност да ги сожалиме. Не, тоа се во суштина луѓе за жалење затоа што не се одважиле да кажат не, а знаеле дека прават сериозни прекршувања на законот. Заради тоа што, ако вие проследите, верувам дека тоа некој од новинарите ќе го истражи, сите крупни финансиски сделки што ги правеше владата на господинот Груевски се случуваа во време кога господинот Груевски случајно намерно беше надвор и кога тие сделки мораа да ги подпишуваат подпредседатели на влада или одредени министри. И не случајно во бомбите се вели, па зарем тој очекува јас да го подпишам ова. Летифи, ова е добар шлагборд. А тоа е дека човекот кој беше некаков синоним за ВМРО, за храброст, решителност и така натаму, секогаш, кога се носеа клучни законски решенија, клучни политички одлуки, го немаше од местото на настанот. Или земјата ја напушташе или се сокриваше под земја на одреден начин. Сега, ние се доведеме во ситуација дека тој човек долго време беше синоним на решителност. Која е таа катарза на празнење, дека сите што го поддржуваа на одреден начин беа во заблуда. Во заблуда на неговиот лик, неговиот карактер или на методите на владење. Морам да кажам дека е навистина изненадувачки фактот што он избега од Македонија Никола Груевски. Изненадувачки? Изненадувачки е за мене и за дел од јавноста, бидејќи он долго време, особено кога беше на власт, како што рековте, имаше огромна решителност за многу работи. Јавноста малку е запознаена за клучните моменти кога се носеа големи одлуки, дали он беше присутен или не во Македонија, а тоа медиумски се покриваше убаво, или гарнитурата која што го водеше пиарот на владата и на председателот на владата и на партијата ВМРО, тоа успешно го правеше долго време. Ке се согласите дека ВМРО долго време, се докога беше на власт, имаше и најсилен пиар од осамостојувањето на Македонија. Што значи дека и неговите грешки, и неговите слабости како карактер, како човек, се покрива успешно и квалитетно. Особено откако се смени власта, он исто така во неговите изјави и на судските рочишта кога се појавуваше, имаше голема доза на решителност дека се ќе направи, па дури и самиот ќе се жртвува и ќе лежи затвор и ќе биде спремен и нормално и животот да го положи, меѓутоа од принципите и од тоа што он се зарекол нема да се повлече. И затоа изненадување само 1-2 дена пред всушност да се ефектуира одлуката за спроведување на одлуката за отслужување на затворската казна, он се реши да избега. Може би соработниците или луѓето кои што одблиску го познавале, очекувале дека он ќе избега. Меѓутоа, еве за дел од јавноста и за луѓето последните денови со кои што јас имам можност да контактирам, ова навистина не беше потек кој што се очекуваше. Имено ако на ова го надоврземе фактот дека он избега во значаен дел на наши соговорници тврдат дека добра анализа
и на тајни служби, и на полициските органи, па и на политичките аналитичари, би покажало дека ова било подготвено. Значи, за анализата на МВР особено треба да се даде добар осврт и да се следат внимателно мерките, активностите кои што беа преземани за негово следење и обезбедување, бидејќи се согласувам и со реакциите кои што по неговото бегство се појавија не само во широката јавност, туку и во рамките на самата владеачка партија СДСМ и луѓето блиски до власта, кои што велат дека всушност е многу погрешна проценка, а било должност на полицијата да го следи, бидејќи против лицето Никола Груевски имало судска одлука за ослужување на 2 години затворска казна, а во истиот момент паралелно се одвиваат уште 4 случаи за кривични случаи во судот. Така што, апсолутно, сега јас не сум правник за да навлезам во сите мерки што требале да бидат преземени, веројатно има дел пропусти и грешки и во судот, кои што наместо некој вика притвор, јас се согласувам со фактот не да ги жалиме останатите обвинети, меѓутоа мерката притвор сите едногласно велат дека е крајна мерка која што се изрекува како последна, меѓутоа обезбедувањето со имотите како е една од мерките кои што можеше и кај случајот со Никола Груевски и кај останатите обвинети да се изрече. Меѓутоа следењето од страна на МВР и како морало да се случи. Јас не сум убеден дека всушност следењето не се случило, како што не сум убеден дека всушност он избегал сам. Само ако се извинувам, ако ми дозволите. Ако ги следите во последниот месец дена политичкиот вокабулар на сите, буквално на сите кои што се појавуваат на пресконференциите на ВМРО ДПМН, употребуваа единствен збор – политички прогон. Тоа не може да се нарече за случајност, заради тоа што да употребиме јас и вие може би по некој ден, меѓутоа една иста партија, различни соговорници, цел месец да зборуваат политички прогон, тоа значи дека сепак има договор во рамките на самата партија. И тоа е срцевината на барањето за азил. Апсолутно. Срцевината е политички прогон употребуван пред месец дена и се разбира несменувањето на председателот на Комисијата за антидискриминација, кој што како председател во име на таа комисија се обраќа дека во Македонија лицето Никола Груевски е политички прогонуван. Тоа е една од слабостите на оваа влада, заради тоа што доколку самата таа не почне да се справува со груевизмот и во сопствените редови, меѓутоа и од функционерите кои што се наследени, не знам во име на што, во име на добра волја или во име на некаков нереваншизам, апсолутно ќе заврши онака како што не треба. Нема врска со никаков реваншизам ова. Еднаш конечно во Македонија треба да функционираат законите. И правната држава. И правната држава. И ако има судска одлука против некого кој да е, а се знае дека сите граѓани се еднакви пред законот, најголемото очекување беше овој пат од страна на граѓаните дека конечно ќе има политички представници од највисоките ешалони, па макар и премиер на влада во Македонија, кој што ќе одговара за своите постапки. Тоа никогаш не се случи во Македонија со ниту еден од претходните премиери, а за поголемиот дел од нив имаше и тоа сериозни индиции за злоупотреба на службената должност и за корупција. Дел од нив и јавно по грешка некогаш признаваат такви случаи. Само ќе се повикам дека денеска, не знам колку медиумите пренесоа, имаше и соопштение од страна на State Department дека апропо тоа што спомнавте за политичкиот прогон, може секој, па дури и партијата во опозиција да се повика, односно претходната гарнитура која што незадолжително е членува и активен во партијата во опозиција сега, да се повика на политички прогон. Меѓутоа борбата треба да се бие во Македонија. Нема бегање, па макар и ако треба да се отслужи затвор, бидејќи велат американците, ако не сте способни да го одлежите затворот, не помислувајте да направите никакво злодело. Односно, ако се нафатиле да бидете премиер, можно е и да ве фати
случајно или не, а не верувам дека има случајности тука, да одговарате пред суд и пред затвор. Меѓутоа, вие ќе се ја докажете вашата невиност. Доктор Дудички, само случајот State Departmentот рекла дека случајот против Никола Груевски на суд беше транспарентен и беше во рамки на законот и дека бидејќи има судска пресуда, автоматски што е можно побрзо треба истиот да биде испорачан за да го... Погледнете човекот кој вели дека е прогонет, кој гонеше на јавна сцена луѓе со лисици, не почитувајќи презумција на невина, издржа процес во кој нити беше притворен за прилично сомнителни малверзации, политички дејанија и финансиски корупции и така натаму. И истовремено, ни во еден момент, не се правеше циркус при евентуално негово апсење, дури напротив, нити се помислуваше на притвор. Но, доктор Дудучки, с оглед на ова психосоматска анализа на ликот и делото на психоаналитички, психодинамска. Да. Кој грешеше во еуфоријата како што вие велите патолошкото лажко? Тие што верува или тие што ја создаваа еуфоријата? Дека мора да се сака лидерот? Во философијата постои една заблуда, која ја нарекуваме заблуда на театарот, а тоа значи слепо верување во папството, под знак на навод, на лидерите. Во цела Европа, па и во светот. А сето тоа беше поддржано од клиентелистичкиот однос на голем број од електоратот кои гласа и кои го дига на пиедестал една личност со скромен интелектуален, никаков морален капацитет, уште поскромни знаења и со уште поскромно, односно никакво образование. Сето тоа беше можно благодарејќи на гебелсовската пропаганда која се уште ја имаме на лице место во оваа време. Таа гебелсовска пропаганда е последица од инсталирање на структурите на груевизмот со која сегашната власт мора енергично и етапно да заврши. Зошто? Како ќе се демонтира груевизмот? Се со цел, за да се прикаже како политички маченик, политички прогнаник, за да може да имаат некаков поголем бекграунд во барање на асил. Инаку, Орбан сигурно не сака азиланти, према тоа не би требало да прима и така наречени политички азиланти, и сето тоа е со цел за да се најде оправдување за инсуфициентноста на системот во кој живее. Јас велам, дали нашите служби биле француска собарица, толку наивни, за да не смета дека еден криминалец од такво калибар нема да ги искористи сите структури во УБК, во МВР, кои се уште работат на тој андерграунд, полициско-политички, удбашки андерграунд, за да ги искористат сите тие можности, бенефиции со врските со Србија и со Унгарија, за да може овој криминалец да победи. И сега велим, се извинам, една многу значена реченица. Дали некој ќе го прифати како маченик или ќе го прифати како јунак? Пак се поставува тоа прашање. И тука би цитирал една босанска мудра изрека, велат, од човека кукалице нит газије, нит шехида. Газија е јунак, а шехите е страдалник. Кај психопаторот такво нешто нема. Имено се представуваат за демохристијани, а настапуваат како демон христијани. Се представуваат како демократи, а се најлоши автократи. Од најгорен, најлош диктаторски маштаб. И во тоа е психопатологијата, што психопатот тоа не го гледа кај себе. Психопатот се гледа само себе си, полтроните околу него го воздигнуваат и тој ствара една илузија на недопирливост, неказнивост, непогрешивост, буквално на папинство кај една психопатска личност. И тоа е суштината на психопатологијата која сакаме
како слободно мислечи граѓани, интелектуалци, да ја раскринкаме, да ја расветлиме и на некој начин да ги отвориме очите и на сегашната власт, како треба да се постапува. Еден десетар од ЈНА би знаел подобро да го чува криминалецот кој е прво осуден за тешко кривично дело и над кој, како Дамаклов мач, му стојат уште 4-5 кривични прогони за тешки кривични дела. Против собствените граѓани. Тоа е најлошото. Господја Марковска, најдов една поента дека актуелното ВМРО-ско раководство, дел од него, ја наоѓа нишката во создавањето на амбиентот дека целите овие судски процеси, политички прогони, дека тие се концентрирани кон Груевски. Вклучувајќи го и најголемиот дел од врвот на ВМРО-ДПМН. Дали е тоа потреба на партијата полека да се повлекува од груевизмот и од неговата оставина во политичкото владење внимателно, или се уште тие се заложници на неговиот систем на владење? Воопшто не се заложници. Тоа е и по Грујо. Ако земете како се одвиваат во овој момент, целокупната политика што ја води ВМРО-ДПМН, пред се мислам на врхушката, не мислам на сите оние кои што се на различни нивоа поставени, затоа што таму има многу слободоумни луѓе, големи патриоти и луѓе со широко мислечки луѓе, образовани луѓе. Сегашнава актуелна политичка гарнитура, пред се лидерот, себе си се поставува и самиот во улога на жртва и дел од врхушката во улога на жртва, меѓутоа, следејќи го истиот принцип на кој што владеел Никола Груевски. Прво вели дека се врши политички прогон, второ вели дека самиот е жртва на политички прогон, заради тоа што он сака да ги смири страстите, се јавил некој кој дури самиот, замислете, се јавил некој кој што може да го води ВМРО-ДПМН, па во една партија во која што има 300.000 гласачи, па сигурно ќе се јават луѓе не 301, туку ќе се јават минимум 30 кои што се на тоа ниво, па ако не и повеќе, за да може да го водат ВМРО-ДПМН. Меѓутоа тој на Централниот комитет, кој што патем речено самиот си го избрал, излегува и вели еве јас ја ставив на доверба мојата глава, условно речено, и тие решија само ти и никој друг. Тоа е една гротеска. Тоа е начин на клиентелистичко, популистичко водење кое што за жал ВМРО-ДПМН нема да го преживее. Затоа што ќе остане една партија од толкав голем габарит, на партија која што е сведена исклучиво на полтрони, исклучиво на луѓе кои што немаат сопствено мислење и не на партија која што ќе биде сериозна демохристијанска, конзервативна партија која што ако не сега, ако не за 4 години, можеби за 8, ќе се рехабилитира и ќе се врати на вистинскиот пат. Оно што мене ме загрижува, не е тоа само што се случува во ВМРО-ДПМН. Знаете, груевизмот не е правец во самата партија. Груевизмот е вредносен систем кој што се инсталира во сите пори на нашето општество. Груевизмот е присутен и во Социјалдемократскиот сојуз. Прво тргнете од тоа дали се тоа најпаметните луѓе, меѓу нив има и фини луѓе. Меѓутоа има луѓе кои се случајно поставени на високи позиции, се со цел да слушаат некого или некоја политика да пратат. Тоа ќе се удри од глава на Социјалдемократскиот сојуз. Настрана што еве лично господинот Заев има добра желба да владе, исто така испоменуваното Министерство за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски е еден чесен човек кој што навистина сака да воспостави ред. Меѓутоа, дали сите околу него тоа го мислат, дали сите служби го мислат исто, тоа веќе е друго прашање. Истото се случува во други политички партии, истото се случува па и во медиуми, тако сакате. Колку има директори кои што ќе застанат на медиуми врз веста која што е ексклузивна да ја каже еден новинар без при тоа да му кажат пази што правиш. Можеби тоа нема да биде добро за мене, за редакцијата, па и за тебе. Истото се случува во судството. Кого поставуваме на чело? Од едни добри судски совети мешаме добро и лошо вино. Од еден судски совет кој што функционира добро, намерно го прошируваме, му го зголемуваме неговиот обем со цел да се каже судството е неажурно. Тоа е појава. Јатифи, ако констатиравме дека бегаше од конфликти, да биде во срцевината на нивната разврска, дивле населје, парламентарните случувања буџетски, 27 и така натаму, нели? Тој си отиде увиене и веројатно ќе се покаже со тек на време дека од таму влечел конци.
дали тој тип на конфликтност, тој самиот ги продуцираше за да биде спасителот и на каков начин при тоа се менаџираше со тоа? Ако се анализира периодот на владење на Груевски од 2006, јас и во неколку наврати сум се обидел, меѓутоа тоа веројатно е сега тема која што не е интересна за јавноста. Има разни фази во владењето на Груевски и на ВМРО. И он не се карактеризира со истите особини во текот на сите 12 години. Значи имаше едно ВМРО на почетокот од 2006 до 2010, кога ВМРО беше на вистина тоа што рековте технократска гарнитура, односно луѓе професионалци кои што воглавном се занимаваа со економските реформи и со подобрување на стандардот. Тоа беа годините кога во Македонија имаше најголем економски раст и споредбено со било каква година претходно, па тешко и дека во наредните години ќе забележиме таков раст. И кога надежите на граѓаните одеа нагоре. Кога бевме близко до зачленување на НАТО и кога бевме близко до отпочнување на преговорите со Европската Унија. И мислам дека особено после 2009 година, односно Букурешкиот самит 2008, ама и 2009 по инерција, веќе имаше еден пресврт во начинот на владење во Македонија и како на елитата да и се допадна идејата дека всушност за нас ќе биде и дури и полесно да владееме вака кога не сме во ниедна од поголемите структури и каде што владењето на правото и не мора следствено, односно словото на законот да се спроведува до последен миг. Така што од тогаш почнаа всушност од технократско владење да биде владење со пиар, со јавни пари да се потрошат, да се промовираат владините активности, проекти, па излегоа илјадници проекти кои што се промовираат 20.000, 30.000 проекти. Тогаш веќе ние навлеговме во една фаза која што е одлика на долгите автократски режими, каде што нема демократија, каде што немаме судрување на разни идеи, каде што немаме борба на идеите и победа на подобриот. Зборувам за внатре во партијата ВМРО, не зборувам влада и опозиција. Каде што всушност сите што до тогаш има смелост и храброст да се противат на лидерот, веќе беа елиминирани и заменети. И тогаш почна квалитативно да се намали и потенцијалот на самата влада. И симптоматологија на може создавање на култ на личност. Иако Македонија заради својот мултиетнички, мултиконфесионален карактер, тешко би можело да изроди еден пропагандистички период да се создаде култ на личноста. Да, тоа е типично создавање култ на личноста преку она што го реков пред малку гебелсовска пропаганда. Имено со народни пари се купуваа медиуми. Се промовираа илјадници проекти, а тоа беше маската за која се скриваше огромниот финансиски криминал, ама и политички криминал. Апсењето на новинарите, на некои од наши колеги, затоа што се дрзна да ги предводат синдикатите, затоа што ги бара правата на лекарите, на новинарите, на работниците. Сето тоа беше ставено под саблјата на злосторството што се практикуваше. И тоа не беше политички прогон, тоа беше нормална... Тогаш немаше политички прогон, тогаш немаше како еден аналитичар од ДПМН-овската провиненција, велеше дека тоа е циркус. Па чекајте, кога имаше новинари, па повторување на сцените, кога се приведуваше Кежаровски, кога Љубе се приведуваше, па се повторуваа сцените, па се поставуваа банкноти. Сето тоа беше во манирот на Берија, оној удбаш што го имаше Јосиф Висарионовиќ. Имате дистанца во оваа анализа или имате некакво зло чувство кон Груевски? Со толкава жестоко го анализирате што на моменти дури добивам желба да го бранам. Прво, не затоа што
мене во 2 наврати се обидува да ме убијат за сето оно што го зборува и што го пишував. За тоа во некоја друга прилика. Меѓутоа, она ме боли, бидејќи таква работам со пациенти кои психички страдаат и трпат. Сите неправди, сите зла што се нанесени. Неправдата најмногу боли. Неправдата убива. А ние се правевме глуви и слепи. Па и опозицијата во тоа време се правевме глупи и слепи тоа да не го согледаме. Квази интелектуалците молчеа, ги наведнуваа главите. Како Ноеви ги пикаа главите под песок. Место да ги покренат, и затоа велам квази интелектуалци. Интелектуалецот не дозволува да биде купен, не дозволува да биде манипулиран. Тој ќе се бори за правдата и за вистината. И сега ќе велите, ама знаете, вие како да имате еден личен анимозитет према личноста и злоделото на НГ. Кога почувствувавте? Имавте директни закани, директни атаци, како се обидува да ве убијат? Автомобилот, гумата ви ја... Не гумата. Како? Директен удир, половина час што излегов во автомобилот заедно со мојот син, директен удир, колата беше смрскана на горната страна од куќата. На долната страна од куќата, бидејќи живееме на 2 улици, после непол месец влетува црн Мерцедес, стар, половина час после моето излегување од гаражата. Еден мој пријател, чии синови во МВР се инспектори, доктори на науки, прекрасни стручњаци, професионалци, кои беа жртви на Чарков, ме опоменуваа до дучки, ама премногу лаеш по знаци навод. Добро, велам, дали се тоа што го зборувам, што го кажувам, е вистина или не? Јас стојам за секој мој кажан збор, јавно, и стручно, и професионално, и со своја дигнитет. И тоа не само затоа што јас лично бев на некој начин ставен на списокот на непријателите на државата, читајте на режимот, туку затоа што илјадници луѓе, бидејќи сум и судски вештак, и ги работам тие експертизи, илјадници луѓе невини кои беа по затвори, невино осудувани. Тоа се страшните болки кои мене како лекар, како хуманистички работник, ме болат. А колку ли ги болат тие граѓани, илјадници семејства? Па затоа лажните крокодилски солзи на Јанакиевски, на Јанкуловска, на Груевски, дека би се извинувале за сето она што го чинеле. Па ако ние велиме како христијани, ама не знаеле што чинат. Многу добро знаеле што чинат. Имаме ли право? И нема да ги сожалуваме што рече господи Ѓуристан. Да им го измиеме мозокот сега на сите наши сограѓани, на сите симпатизери на ВМРО-ДПМ кои се уште веруваат во кармата на Никола Груевски. Не да им го измиеме мозокот, да им ги отвориме очите, оти тие боледуваат од една болест што се вика аблепсија. Аблепсијата е духовно слепило. Значи, кога со очи гледате, ама вашиот мозок не сака да го прифати тоа што евидентно го гледате. Затоа тие се жртви на клиентелизмот. Тие не го сакат толку груевизмот, ја сакат груевината. Она наследство, оние бенефици незаслужени често. Со директорски места, со вакви позиции, со бенефити, со неодење на работа. Ама чекайте, има една работа, клиентелизмот. Јас се согласувам со Марковска. Беше и пред Груевски, во тие претходни влади, а и сега има знаци на симптоматологијата на тоа непотизам, клиентелизам и така натаму. Апсолутно. И затоа пишувам, забрането ви е да бидете повеќе исти од претходните. Оти по некој автоматизам и по истата ментална матрица се работи. Ке ни се смеат идните генерации, мојата ќерка која живе во една европска земја и специализира од мојата струка, вели, тато, дали вие сте глупави? Велам, зошто, ќерко? Па на криминалец одбегнат, вие се уште 6 месеци ќе му давате плата, а работник ако не дојде 3 дена на работа, ќе го изгуби работното место. Знаете, и ќе поставуваме такви прашања. Дома што ми идните генерации ќе ги доста ме вика со Груевски не збудалевте. Пуштете го на личната судбина. Меѓутоа, прашањето е сега за Марковска... Ајхман на личната судбина? Да, само еден момент. И за Јатифи. Ке се декомпонира груевизмот? Не. Кога и како? Поведете.
дефинитивно нема да се декомпонира. Ке се декомпонира тогаш кога ќе завладее вистински ред во сите политички партии. Оној момент кога ВМРО ДПМН нема да биде со сегашното раководство, кога ќе се откријат се што се работело во време, ама без двојни аршини, да ги издвојувате едните за сметка на другите, без никаков пардон. Тоа што зборувавме сега, ќе ги жалиме луѓето. Јас на вистина ја жалам Гордана Јанкуловска дека сега е мајка, дека долго време чекаше свој пород и како жена можам со тоа да се соочам, ама не можам да се соочам со методите со кои што таа во моментите кога беше на власт вика ќе ги собереме за уши и ќе гласаат. Човечињата си гласаат. Циганите за уши, шиптарите за гуши. Пазете, во нејзино време влегоа мои колеги и колешки во затвор кои исто така имаат деца, па никој не оде, значи тоа не го постави. А Рамковска не беше? Па јас за неја спомна, ви честитам на храброста и честитам на умноста и на сето она што веројатно е тешко човек да го преживее во затвор, а да излезе со здрав разум, со никаква омраза и уште тоа јавно да го каже на Еден денови малку, сега може би сум малку носталгичен кон еден, ми замислете Велија Рамковски, кој со своите постапки го предизвика тој реваншистички гнев на ВМРО, да ја напуштеше целата своја структура која замина во затворот, кој веројатно некој изради него страдаат, и да си го откупеше затворот и да се заминеше. И да ги оставеше сите нив на цедело. Има луѓе со дигнитет и со интегритет. И за жал, тоа се веројатно 5% од вкупната популација. Меѓутоа, треба да работиме на промена на менталната матрица. Треба кај идните генерации да ги сосечеме сите груевизми, почнувајќи од осамостојувањето. Мислите дека Тупурковски со признавањето на Тајван не направи штета на државата? Мислите дека Бучковски не направи со глупавото купување на резервни делови за тенкови кои ќе ги рециклираме, не направи криминал? Дали тие се во затвор? Не. И правиме една атмосфера на неказнивост на оние што би требало дупло повеќе казни од обичните нас смртници да се заради одговорноста. Да завршиме на прашањето што го постави. Како ќе се декомпонира груевизмот како патологија на социјалниот живот, како психологија на нашата ментална матрица и така натаму? Ке ми дозволите 1-2 минути повеќе, бидејќи И од мене уште 2. Ето така. Бидејќи ова е интересно прашање, мислам дека декомпонирањето на груевизмот треба да се случи на неколку нивоа. Значи, едно е ако зборуваме за партијата која што ја остави ВМРО ДПМН и за нашето општество и на начинот на владење и на нашата демократија како држава, како општество. Мислам дека за ова второто, од моментот кога ние имаме нова власт, треба да бидеме малку и реални и треба да бидеме искрени и да ги согледаме не само бегството на Никола Груевски, туку сето тоа со кое што сега граѓаните се соочуваат. Бидејќи најмал проблем е, ние можеме за интерес на јавноста и да бидеме и вака погледани, да зборуваме за тоа како избега Груевски така натаму. Всушност, тоа е системско прашање и наш проблем кој што ние го наследуваме, а нема врска со личноста Никола Груевски. Има врска со како нам ни функционираат институциите и кога конечно нашите институции навистина ќе ја завршат работата и нема за тоа да се оправдаат или да бараат алиби. Од моментот кога имаме ние нова власт, тоа е пред година и пол, 2 години веќе. Што и да се случи со нашите државни институции, почнувајќи од владата. И ќе се лажеме ако велиме дека судството не треба да го споменеме, бидејќи тоа е независно. Значи, судството никогаш не било независно во Македонија и се уште не е. Имено, нашиот премиер формираше тим и е начело на тимот за реформи во судството. Значи, ако е независно премиерот, меѓутоа, ако имаме таква диагноза, докаде е лекувањето сега? Ако ги спомнавме сите случаи претходно на илјадници луѓе кои што се по затворите, јас сум убеден, некој ќе го земе ова за зло и ќе бара да го докажам, меѓутоа барем десетици, ако не и стотици невини граѓани кои што лежат во затворите. Барем по звучните случаи кои што ги знаеме и од медиумите и од јавноста. Почнувајќи од 9. мај, Смилковско езеро,
го заборавивме малку, меѓутоа тој случај беше актуелен 15 години, Сопот. И Чекај, колку... ве молам, само, ќе ве прекинам мисла да режија. Ве молам, предупредите ги луѓето кои го реконструира тоа и другиот дел од студиото, дека нивните топоти се прилично гласни и ги слушам дури јас во студиото. А завршуваме со дебатата со Дудучки, Марковска и Лјатифи. Лјатифи, завршите се поентата. Значи, поентата беше дека одговорноста сега е на тие кои што ги водат институциите и ние автоматски за се што се случува денеска на 11 ноември и понатака е одговорност на сегашната власт. Ние треба да сме љути на власта, не премиерот Заев да излезе на конференција, прес-конференција и да рече дека он е љут затоа што некој дозволил да избега Груевски, меѓутоа дека институциите не се виновни. А кој е виновен за тоа бегство? Чомовски одговорен, Лјатифи одговорен. Значи, тоа е нашиот проблем. Што се однесува до декомпонирањето на груевизмот во ВМРО, јас искрено верувам, бидејќи со менувањето на Груевски, а сега веќе и јавно, новата структура, ќе си дозволам да не се согласам со господја Марковска, дека веќе, може би затоа што јас сум секогаш преголем оптимист за промените, дека веќе таа промена во партијата се гледа, дистанцирањето на Мицковски од Груевски и од гарнитурата која што владееше, може би траеше малку подолго, меѓутоа сакам да верувам дека сегашното ВМРО е многу поинакво од ВМРО-то кое што беше на власт 12, меѓутоа особено последните 5-6-7 години и дека всушност демократијата во партијата е дојдена и дека на следните парламентарни избори, кога и да се тие, всушност ќе има фер борба, затоа што за да имаме фер борба, ние треба да имаме и силна опозиција. Марковска не согласува во став. Не. Затоа што мислам Апсолутно. дека има... Јас можам да... Режија. Добро, да завршиме, па после бушите, тропате, што сакате правите. Има една работа која ми е прилично симптоматична во однос на декомпонирањето на груевизмот во ВМРО ДПМН. Ова нова гарнитура веројатно и треба време да се снајде од целиот овој политичко партиско лавирање. Меѓутоа е факт дека и новото раководство нема решителни знаци дека се оградува од претходната политика. Напротив, има прилично шпекулативни најави дека дури на оден начин и СДСМ со допуштањето, условно кажам, Груевски да избега, со пресметката Мијалков, Мицковски, го чисти Мицковски и ВМРО од така наречените криминалци, но тоа не е автохтон процес внатре од партијата. Апсолутно се согласувам. Прво, заради тоа што Мицковски е октроиран, не е избран во ВМРО ДПМН, од секогаш царувале луѓе кои што се избрани од самите месни комитети. Мицковски е донесен на чинија, а земете го како и Груевски точно претходно, како и октроирани Груевски обајцата. претходно. Апсолутно, значи тука е паралелизмот. Втора работа, првите луѓе кои што се огласија да му се спротивстават на господинот Мицковски, на нив им се претеше со убиства по социјалните мрежи. Зошто? Затоа што се одважија да кажат дека референдумот е тоа нешто на кое што треба граѓаните да одлучат, а не партијата да гледа од страна и на крај да се приклучи кон подобрата за неа опција. Која е подобрата опција? Таа е останува патриот, не учествувала во процесот на гласање. Второ, се чисти од криминалците. Трето, доаѓа на избори во кои што таа има нови луѓе, апсолутно не со чисто минато, табула раса, луѓе кои што велат ние сме ти верни до гроб заради тоа што и пред да дојдат резултатите од референдумот. Тука се 20-22-3 пратеници. Тоа се новите луѓе на господинот Мицковски, останатите се пуштени низ вода, тоа се луѓето на кои што ќе им верува членството, нема криминал, значи сме спремни за избори. Тоа не е ВМРО ДПМН. Во ВМРО ДПМН допрва ќе се случуваат нови работи. И од таму ќе почне декомпонирањето на груевизмот, меѓутоа ако не почне и од другите
партии политички, од вредносниот код што ние го направивме, Што ти од политиката на неказнивост, од политиката на тоа дека ако ти влезеш во политика и излезеш збогатен, а при тоа не те казнат, па ти си способен човек, замислете. И од тоа дека ние имаме граѓани и имаме луѓе кои што се недопирливи за власт. Добро, Летифи и Дудучки да завршиме. За неказнивоста на криминалците Христијан Мицковски не е одговорен. Ја реков пред 2 минути дека ние таа одговорност треба во институциите да ја бараме. За разлика од минатото, ја не се сеќавам дека некојаш во ВМРО некој носител на партиска функција дале оставка. Сега се случува тоа во ВМРО, значи имаше луѓе кои што беа партиски функционери и од Унијата на жените и од младите. И беа исклучени од партија затоа што дадоа оставка. Беа исклучени? Не мислам дека не беа исклучени заради тоа што дадоа оставка. Беа исклучени пратениците, бидејќи објаснувањето на ВМРО беше дека имало дебата и партиски став. А по кој основа е исклучен тогаш Никола Тодоров, кој што не е функционер? Видите, за мене лично жалосно е што пратеничката група на ВМРО не ги поддржа уставните измени. Да можеше да ги поддржат пратениците на ВМРО уставните измени, немаше да се доведеме во ситуација да се поклонуваме на овие 8 пратеници кои што поголемиот дел од нив всушност се предмет на истраги и осомничени од страна на СИО. Така што жалосно е да дозволиме тие пратеници да ни бидат спасителите и патриотите, кога знаеме дека не се. Да се случише тоа, инаку дека тие се исклучени откако имало дебата и став во рамки на партијата, меѓутоа апсолутно треба партијата ВМРО ДПМН да се огради од секоја закана и насилство према пратениците кои што си гласаа за сомилоста кон луѓето, па дури биле пратеници кои ги отворија вратите. Чомовски, мора да признаете еден факт, дека ВМРО се уште во структурите, почнувајќи не само централата, туку од местните комитети, се уште има структури кои што се од претходното раководство. Добро, Дудучки и Мицковски има проблем со тоа, доека не го реши, не барајте премногу сега од човекот. Добро, согласувам. Јас мислам дека за декомпонирање на груевизмот, и тоа не само во партијата, во ДПМН, потребна е една битна работа. Прво, акронимот ВМРО да се остави на историјата, а не да се употребува во 21 век. И мислам дека тоа е изведливо. Второ, ДПМН како партија треба на некој начин да се прво да се ребрендира, да се дегруевизира во самата партија. Оти кога го поставија Мицковски за председател, јас реков, сега имате калиф уместо калиф, ако се сеќате на оние стрипови. И тоа навистина биде така. Второ, ако сакаме навистина демократско општество, ние треба да имаме силна опозиција. Во актуелниот случај, таа опозиција треба да биде ВМРО како десничарска партија, и нека е десничарска, нека има и така, и моćна таква опозиција. Меѓутоа, опозиција која ќе дише во врат на власта, која за сите лудости, глупости, будалаштини, криминали, не само што ќе пројавуваме тоа во јавноста, туку да бидеме и како пратеници да бидат тие кои ќе рекат ова не може, ќе поднесеме кривична пријава за сите оние што створиле криминал. Со филозофијата на неказнивост, со филозофијата на нееднаквост пред законот и уставот, не можеме да градиме демократско друштво. Затоа верувам дека процесот на дегруевизација ќе биде постапен, не можеме да направиме револуција, меѓутоа е можен, но не е можен со истите луѓе кои го практикуваат и кои имаат тенденција да го повторуваат злото кој го почувствува огромен број од граѓаните за владење на режимот. Една реакција после заприка, да речеме, тоа е дека дегруевизмот не смее да представува уништување на опозицијата, на ДПМН. Тоа е бил најлошиот сегмент на политичкиот и партискиот реваншизам. Тогаш ќе имаме груевизм и во СДСМ и коалицијата, што е Поштовани гледачи, следевте едночасовна дебата со доктор Мице Дудучки, невропсихијатар, доктор Гюстана Марковска, пратеник од првиот состав, и доктор Шпетем Летифи, експерт од Државниот универзитет
А од стулови се. Ја уштете па да, извини. Ја мислам дека помина во Тетовскиот универзитет. Добро. Поштовани гледачи, тоа беа моите гости. Сега ќе ја замолам режијата да ги покаже нашите телефони, како што ветив, откако ќе ги испратам моите вечерашни гости. Ќе останам јас како медијатор со вашиот и нашиот граѓански форум. На оваа тема, на тема која нас сите не вознемирува на одреден начин. Не како е избегал, не зошто е избегал, туку дали почнува процес на една ресоциализација на општеството наспроти целите системи кои беа воспоставени од претходната власт и особено ова што стана синоним на една владење кое од технократско се претвори во прилично насилничко владење на Никола Груевски. Ви благодарам уште еднаш, бевте љубезни што сите дојдовте, вие и од Куманово и покажаме дека Куманово е главен град на Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарим и вам. Да. Спортот се пресветува во коефициенти. Коефициентите значат пари. Инсайдер открива кои се луѓето кои стојат зад наместени надпревари и како се изработува шемата во која на крајот мечот е завршен, парите се во джеб, а ретко кој одговара пред законот. Ги откриваме криминалите во македонскиот спорт. Македонски инсайдер. Вистината пред се. Конечно, за сите гледачи и фанови на Сергеј Варошлија и Студио Мода, можност да си набавите мајца со препознатливите и вирални изрази на Сергеј. Хаштаг «Ке ми пукне душата», квази старлета, джигер боја, шуш боја, непознато потекло, петардирана, хоп-хоп. Од петок, побарајте го нашиот штанд во Скопје Сити Мол. Набавете си мајца и бидете дел од дружењето со вашиот омилен Сергеј Варошлија. Ова есен, дозволете ни да ве водиме низ една нова димензија. Каде мистеријата ќе ја разбуди вашата љубопитност. Но внимавајте. Љубопитноста понекогаш е опасна. Еден ТВ ви ја представува филмската програма. Филмови за сечи вкус и филмови за секоја вечер. Филмска програма на Еден ТВ. Преку промена на идентитетот, група мокиници непречено поминува граници. Создаваат успешни бизниси во Македонија преку земјите кои важат за даночни раеви. И бизнисот има име и презиме. Ги откриваме луѓето кои стојат зад криминалот и корупцијата. Македонски инсайдер. Наскоро на Еден ТВ.
Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистарка. Само за вас, од 12 до 25 ноември, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Екстра кравјо сирење 1 килограм, 239 денари, плюс 100 поени. Мајонез Полимарк 650 мл, 79 денари, плюс 100 поени. Јогурт Light B-Milk 1 литар, 39 денари, плюс 50 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Мој Тинекс клуб. Поштовани гледачи, како што ви најавив во текот на дебатата со моите гости кои заминаа Мице Дудучки, Гојлесана Марковска и Шпетин Латифи, со кои разговаравме дали на каков начин груевизмот ќе заврши на боништето на политичката историја во Македонија. Сега ви го оставам микрофонот ваш и подготвени сме да ги чуеме и вашите коментари, вашите сознанија. Ова е, како што веќе на неколку пати сум рекол, граѓански форум. Уште само еднаш да ве информирам дека со ребрендирањето на Чуму тоа ќе стане една по-динамична форма на комуникација со вас. И да не должам повеќе, добро вечер, доколку не гледате и доколку имате коментар. Добро вечер. Поверете. Поздрав до емисијата. Вака се, македонскиот народ гледа каква е ситуација во државата, самиот он ќе оцени, нели, како треба и што треба на следното гласање на избори. Јас мислам дека груевизмот реално никогаш нема да исчезне, мада наредните 50 години во државава. А ова сега што прави сегашнава власт, ќе го види резултатот на, мислам, не на предвремените парламентарни, толку на председателските. Поздрав, пријатно. Благодарам. Го почнавме разговорот, односно ги примаме вашите први анализи. Добро вечер за следниот гледач, ако го има. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Да, и во програма сте, повелете. Имам ја еден предлог. Бидејќи и толку време работев во некои служби каде што се грижија за сигурноста, безбедноста на државата, на информациите и така натака. Ја имам еден предлог, конкретен. За да се врати овој човек назад, сам, без никој да го присилува, мојот предлог е, може звучи нехумано, меѓутоа, на неговата сопруга и на фамилијата да им се одземат патните исправи, бидејќи, ако е тој човек во затвор, неговата фамилија може да го посетува. Но чув информација дека, ако е во избегништво, неговата фамилија можела да го посетува. Ќе поминат месец, 2, 3 или 6, кога нема да се ја види фамилијата и дечињата, ќе се врати ко јагненце назад сам. Тоа е мој предлог и мислам дека ќе биде многу реален и тој човек многу брзо ќе се врати. Ако му дозволиме, покрај личниот доход, што е смешно, да му се дава и да го посетува фамилијата, тој човек ќе остане таму и многу брзо ќе се ја префрли фамилијата таму. Значи, никако на неговата сопруга. Не знам колку е нехумано, мислам дека е многу реално и практично. Да и се забрани посета на тој човек, да не ја види више никогаш фамилијата, а ќе му проработат чувствата. Колку да е
да не речем идиот и не човек, ќе му проработат чувствата и ќе се врати. Може би не за сопругата, но за дечињата сигурно. Ви благодарам на вниманието. Се најдобро. Благодарам. Иако можам да се согласам само во однос на методите на евентуалното примамување на груевски, а тоа е зошто, например, не би замрзнале дел од неговиот недвижен имот, со кој веројатно сега располагаат неговите најблиски, како што тоа им го прават сега на бизнисмените кои се осомничени за финансиски малверзации и криминал. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Поверете. Прашањето е дали живеат и дали народот е збунет или збунет. Да. Груевизмот нажалост живее затоа што е инсталиран во целото општество. До непромената на функциите да ги имат. И тој живее нормално дека живее. Имало и сега ни играат како глушеци и мачте кој е филмот со Леонардо Ди Каприо Фатима комо. Иначе народот не да е збудален, но правилно знаете како е чудо за примерено и ќе пласти и имаме кратка меморија дефинитивно. Почитуван гледачу, почитуван наш проследувач, морам да ја замолам режијата, а и вас, да бидете трпеливи, може би уште еднаш да се јавите, имам впечатление дека лоша комуникација имаме, не се разбирате најдобро. Јас ви благодарам за трпението и доколку најдете за потребно, вклучете уште еднаш на режијата да го исчисти тонот и тој што заминува во етерот. Затоа би ве замолил да се исклучите и да направите уште еден обид. Грешката е веројатно кај нас. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Да, поверете. Добро вечер. Добро вечер. Од Струмица се јавуваме. А тоа уште од првата вечер. Груевски сакаше да го збудали народот, но за сите нас тоа излезе најголем будала. Меѓутоа, на нас не ни треба да се врати Груевски, не треба да ги врати парите што ги украде. А тој иш да не се врати, не треба да се врати. Тоа е полесното решение. Па да. Па тогаш сме мислам дека е полесно. Тогаш сме исти како него. Парите ни се важни, не е важно личноста, социјалниот Парите не живот. се важни за државата, парите не се важни за државата, пошто тој не украде малку пари, тој украде многу пари. А шо ќе ни он? Каква корист ќе имаме ние од он ќе биде во затвор? Никаква корист. Една интересна теза, слична на вашата, денове прочитав од доктор Гордан Георгиев, кој инаку го покани вечера да биде присутен, но поради отсуство во некоја друга прилика. Дали имате уште нешто? Не, тоа имам да кажам. Благодарам. Следниот наш гледач. Кој е збудален, Груевски или народот? На одреден начин провокативен наслов, при што не сега ни народот да го навредувам, ни Груевски, но факт е дека сите живееме по таа стрес ситуација во овие денови, во кои до вчерашните негови сопартици, најголемите екзекутори на неговата власт се откажуваат од него после бегството што го направи на еден прилично брутален и благо речено невкусен, но во секој случај криминален начин. Добро вечер. Добро вечер и од мене. Повелете. Јас се јавувам од Будимпешта и подолго време ве гледам, ве следам од тука. Јас пред неколку години напишав еден текст дека не е народот збудален, туку нашето општество е заболено поради ваквите политички лидери. И тоа го напишав во времето кога беа избркани пратениците на опозицијата на СДСМ во никаде 2012 или 2013 беше. И сега околу Груевски, не ни треба Груевски назад во Македонија. Туку треба сите пари да се смрзнат од
Верувам дека сите знаат каде му се парите и да не се остави да ги троши на слобода. Тој своето го заврши и нема што веќе да чекаме. А груевизмот полека ќе исчезне затоа што ово општество треба да се излечи полека, затоа во Македонија, што во Македонија има многу честни луѓе. Да. Благодарам. Уште еднаш јас правам огледа, без оглед што е провокативен наслов, дека ние која мислиме на збудалување на народот, не мислиме дека народот е груе и груе народот. Таа перверзија на својен култ на личност одамна ја критикувам и одамна значаен дел од новинарската фела имаат критички однос кон системот на владење што беше воспоставен. Поштовани гледачи, и натаму следиме граѓански форум на телевизија 1. Нашиот среден гледач и во овие часови е трпелив да чека и го бараме со едноставно ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па мислам дека груевизмот пред се како појава во нашето општество е само кулминација. Знаете, ја тоа го поврзувам со болест. Нели болеста започнува, па се шири, па оди температура кулминира до максимумот и потоа полека се намалува. Тоа и во среќата на животот на човекот и човекот со текот на времето како расте, се развива, доаѓа до сопствена кулминација, некој на 50, некој на 70, некој на 20 и потоа полека почнува да се намалува. Истото тоа се случува и со груевизмот пред се во државата. Бидејќи дали е Груевски збудален или не. Сега да ви кажам нешто една работа. За Груевски реално човекот си најде начин како да си го стокми собствениот живот. Дали е подпомогнат од државата, дали не е подпомогнат, воопшто не ме интересира. Мене друго ме зачудува. Колку амандмани поминаа во собрание, никој од нас не се ни запраша. Кои закони се поминати, никој не се запраша. Ја веќе се фаќам сама себе дека гледам вести само до моментот додека се зборува на тема Груевски. Ние толку многу работи ни поминаа, ни са буквално под радар, без воопшто да знаеме било што друго, сем дали Груевски поминал преку Белград, дали поминал преку Албанија. Значи, методите на груевизмот ги продолжуваат и другите партии. Значи, и предходно, и од осамостојувањето на нашата држава, ние константно проаѓаме низ некои груевистички методи, низ култ на личности. Со тоа што со Груевски беше кулминацијата. И сега ми слушам, кога ќе го чујам председателот, премиерот на владата, не знам, ние сме транспарентни. Мене знаете што, воопшто не ми значи дали е некој транспарентен или не. Мене ми значи дека некои пари се доделени на одредени фирми кои не се компетентни за да го добијат тоа. Значи, исто се продолжува. Сега, ја не знам до кога ние ќе дозволуваме да бидеме навистина, ние сме збудалени. Искрено ви кажувам дека не знам во понеделник што ќе јадам. Јас се секирам за Груевски. Да ви кажам искрено, Груевски сигурно во Будимпешта јаде. И неговите деца јадат. Мислам, не сакам да зборувам на тема фамилии и така дали и така дали. А сметам искрено дека ако неговата мајка има 4 стана и ако она не може да даде очит за тие 4 стана, како да и се одземат или да и се стави блокада на се купиот имот на се она за кое што не можеш да се потврдиш дека го имаш. Како си го стекнал? Или сме правна држава? Јас ако купам сега вила од 1 милион евра, сигурно ќе ме праша УЈП од каде ми тие пари. Тоа сакам да го кажам. Има една работа што ја фатив како поента, а таа се однесува понекогаш и на нас новинарите и на оваа политичка гарнитура, а тоа рековте дека за збудалени од овој груевизам и бегот на Груевски, забравивме новие важни случувања што во овој момент се одигруваат. Дали тоа значи дека еден нов пиар има во кој сега важните компоненти, важните одлуки, ребаланс на буџет, амандманите, промената на името,
се ставаат под тепих со ваква инструирана, условно кажам, афера, што би било близко дека можеби и власта учествува или не сторила се да го спречи заминувањето на Груевски? Видете што е. Јас конкретно кон новинарите воопшто не би укажала со прст. Бидејќи новинарите одат со епикеро, значи со моментални вести. Ако Груевски избегал, најприродно е дека прва вест ќе ви биде тоа. Меѓутоа, јас сама се паќам, jer ја не сум рекла на вашите дневници, не само на вашите, на сите дневници. Не се согласувам. И за комисијски. Значи, буквално, ние вртиме. Еве јас, во 5 слушам ТВ24. Од 5:15 веќе вртам на друг канал да чујам друг канал што ќе кажат вестите. Значи, прво само слушам за Никола Груевски, па вртам кај вас, па ве слушам вас, што искрено да ви кажам, фантастични сте. Искрено ви велам, не се новинарите криви. Работата е во тоа што ние се занимаваме со еден куп работи, а мислам дека власта и како го користио. Добро, ви благодарам, но ќе ве замолам да бидете трпеливи, барем едно 2-3 минути да останете на линија, зашто практикувам, ако сте забележале, своевидно индиректно соочување во овој граѓански форум, да го чуеме другиот гледач, може би има коментар на коментарите, па да ве поврзам во една диалошка форма. Ако сте трпеливи. Нема проблем. Ви благодарам многу. Следниот наш гледач. Добро вечер. Поздрав до вас и до вашата прекрасна емисија. Благодарам. Чобовски, па ја мислам дека темава ви е погрешна, поради тоа што за овој кукавица не треба да се збори. Еден човек што 12 години го лажеше народот. Дајте ми една тема во која ќе најдам и нова провокација. И јас сум заложник на овој собствен журналистички конзерватизам, што лета, како ви кажат народ, лета магарето и ние летаме сите заедно. Повелете, извинете. Значи, ево овака, пред се ми е жал за подржувачите на ВМРО, како можеше еден кукавица да ги остави на цедило 500, 600, 700 илјади граѓани. Иако се знаеше дека тој беше таков, ама мислам дека го оцрни и името, и нацијата, и државата. Денеска еден партнер од Франција, баш комунициравме, и ми рече, па види, вика, сакаме затоа да ве земеме во Европска Унија, поради тоа што сте вие бетер од афричкиве земји. Не, многу искрено ќе ти го кажам тоа и мислам дека е жалосно за целава нација, ова ќе го плаќаме со години, наредните години. Народот нема што да јаде, денеска баш бе во Прилеп, таму е ситуацијата катастрофална. Што би кажал за Груевски? И сакал овака да кажам. Паметен водач, глуп народ. Ево, тоа ми е последно што треба да го кажам. Ама ова е голем комплимент. Дека имаме паметни водачи и глуп народ. Голем комплимент. Не, ќе го кажам ова многу отворено. Сега да ти го кажам. Да. Човек што 11 години го лаже народот. Човек што ја опустоши државата. Украде милијарски цифри заедно со Мијалков, што ниеден македонец не сме да му го спомне името. Па чекајме што е ова. Замбија? Што е ова Куба? Не, грешка имате. Морам да ви кажам дека едно 3-4 години, мислам дека Дерма нема од значаен дел од новинарите и од медиумите. Дури и оние што до вчера беа негови поддржувачи, сега се, меѓу другото, ороводци на критиките на груевизмот со отварање на вакви дебати. Ви благодарам што се јавивте. Бидете на линија да видам дали нашата гледачка сака уште да ве дополни, да ве искоментира или вие неа. Добро вечер за вас. Повелете. Па, немам што да надополнам. Јас само една работа ви кажала. Конкретно се сеќавам за вас. Вас, кога имавте, ви беше гостинка сопругата на Љупчо Георгиевски, кој беше премиер, која ја прашавте на тема дали имаше купено джип некој. Не е ни битно. Битно е дека она ви одговори дека 300 евра
плаќала керија. Ко плаќала кредитот на джипот. Вие фино лепо ја прашавте од каде вие, драга моја господи, имате толку пари за да плаќате по 300 евра или 300 марки, не е ни битно сега. Постоеше некоја слобода во медиумите, каде што како и да е, имаше смелост новинарот да ја отвори правата, барем новинари со интегритет. Ова да не испадне сега ја од вас култ на личност правам. Новинари со интегритет има слобода да ја прашат, да го прашат секого, до председателот, до премиерот, да прашат се. Дали кукавици или не кукавица, да му одговорам на господинот што се јави. Да кажам, воопшто не ми е битно. Воопшто не ми е битно. Дали ќе го фатат или нема да го фатат. Дали државата ќе го пуштела или не го пуштела. Што ми е битно? Битно ми е, ви кажам, дека државата моја пропаѓа. Па, веќе не можам. Бомбардирани сме години и кусор. Со НАТО ЕУ име. Бев да гласам. Сметам дека навистина треба така. Се надевам дека ќе одиме напред. Меѓутоа, со овој начин на размислување, со овој начин на сирчулук, со овој начин на предгранично размислување, не можеме ништо, jer имам чувство како ние бабите, знаете, во село кога ќе седнат, па првото дело што ќе пројде, па го загледуваат каде оди, што оди. Така се понашаме ние. Добро, каде е Груевски? Тоа е своевидниот наш балкански воеризам. Ви благодарам. Така. Фала и на вас. Ви благодарам. Уште за следниот гледач кој беше на линија, имате ли коментар на коментарите? Дали можем да кажам една нова информација поради тоа што ќе биде многу интересна за јавноста? Ако е информација, ајде, поелете. Да. Не е информација, него е сигурна информација. Ево овака ќе ви кажам. Во новата влада на господинот Зоран Заев има поставени министри без ресор, кај што на еден академски граѓанин, ќе ви кажам име и презиме ако треба, има доведен инвеститор од надвор, имат отворено фирма и под присила со оружје, ја има земено фирмата без никаков надоместок. Фирмата се вика Манора, можете да го проверите ова. Се работи за министерот Лопов Аднан Чахил. Слободно напишете да видите сами. Подигнато е на многу високо ниво, па ќе видиме државата што ќе направи со овој случај. Добро, сега само една работа ќе ве замолам, бидејќи јавно, да речем условно, соопштувате индици или се надам дека имате докази, да го ставиме тоа, да го провериме и да видиме и можна реакција на министерот Аднан Кјахил, кој е министер од, условно кажам, од турската етничка заедница, да бидеме трпеливи. Ви благодарам што се јавивте, да не продолжиме со јавна судница на жигосување, иако не сум приврзаник да се крие нешто, но на начин на кој, еве да бидам слободен, не се надам дека можеби и Аднан Кјахил може слуша и може да се јави ако сака, но ние тоа можеме да го истражиме па да видиме. Ви благодарам што бевте љубезни. Само да завршам. Да. Само да завршам. Поверете. Повише никој не ке може да го запира гласот на народот. И сите криминали што биле и што ќе се случуваат, ќе мора да се бориме сите заедно, поради тоа што дојдовме во една тешка ситуација, а не дај Боже да отидеме уште потешко. Би сакал да ви го оставам бројот на вас. Добро. Лично, за да ви ги доставам документите за една од најголемите криминални, една голема криминална организација која што се има случајно пред неполни 2,5 месеца, 3 месеца и премиерот е запознат за тоа, заедно со американската амбасада, француската, англиската, италијанската и германската. Одлично. Веќе сега е тоа прилично сериозно обвинување и ова. Јас ќе ве замолам, откако ќе се исклучите на нашата режија, а режијата ќе ја замолам, да ви го запише мобилниот, јас во текот на утрешниот ден ќе ви се јавам или моите колеги, да видиме што се крие, условно кажам, за ова нова коруптивна афера. Ви благодарам вам. Останалото уште неколку минути, го гледам Александра застана зад пулот на вестите и веројатно има и некои нови содржини, но да чуеме и натаму на граѓанскиот форум. Добро вечер.
Добро вечер. Добро вечер, повелете. Па јас како еден простечен граѓанин не сум задоволна од нивото на дебатите кои се водат во врска со случувањата со Груевски и мислам дека ако го имавме за доручек, ручек и вечера Груевски 11 години, ако не испокара во семејствата за и против и со неговиот пиар на едно високо ниво, европско, не знам, светско ниво, како да сме ние, не знам, најбогатата држава на светот и можеме сето тоа да го поднесеме, а немаме како просечни граѓани да си ги платиме сметките и да јадеме и постојано програмите на сите телевизии да се заснуваат на една таква личност параноична и све постфестум да се третира. Очекувам барем во иднина од телевизиите да го издигнат нивото прво на луѓето кои се презентери од нивниот вокабулар, од однесувањето на телевизија, од начинот на зборување. Не може секој да биде ни презентер, ни новинар, ни тоа зашто веќе не вознемирува и начинот на кој се прават одредени презентации, без оглед дали се тоа актуелни настани или се тоа. Немаме ние веќе емисии едукативни, превентивни, емисии за разни возрасти, за разни проблеми, освен утрински емисии кај што слободно е тоа како да се наоѓаат дома, ги водат емисиите, како да си зборуваат меѓу себе, си се довикуваат и разговарат, па до емисиите кои се од сериозен тип, како што е и вашата, и да се води сметка и за гостите кои се бират, да не се рехабилитираат луѓе кои што не треба воопшто да се појават на екраните, а ние да бидеме во ситуација да ги гледаме не вознемируваат веќе. Значи, јас ве поздравувам вас како еден искусен новинар, не сакам да бидам полтрон, погрешно да не бидам сватена, меѓутоа сум запрепастена кога јас како просечен граѓанин не можам да поднесам веќе ова што се случува и на кој начин тоа се прави. Значи, нешто треба да се превземе и медиумите се на ниско ниво. Добро, јас се согласувам. Имаме право. Во моје лично име сакам да ви се измирам ако судот вознемира. Медиумите да имаат програма. Не. Медиумите мораат да имаат своја програма. Не можат да бидат засмивани само на сензационализам. Па ние треба да имаме и здрави емисии. Па и да дадеме на можност на нешто работи што се случуваат во земјата кои се како да кажам, можат да допринесат да се подигне моралот на одредена категорија луѓе кои имаат време нешто да прават во животот натаму. А не се Груевски, јас да го имам како репортер во секој ден да ми се појавува на телевизија како да е он новинар. Добро, ноќно мора. Ви благодарам многу. И од Груевски, и од Гордана Јанкуловска, и од Миле Јанакевски. Па која категорија луѓе се они да ни бидат секој ден сервирани? Да, потребно ни е нешто посериозно. Не само последици. Последици само имаме. Кои ни го однесоа и здравието, и 30 години од животот, и се тоа. И не е точно дека Груевски бил добар. Јас ке ви кажам дека Груевски уште како министер за финансии во Нова Македонија ги направи сите неправилности околу продажбата на НИП-от како министер за финансии со неговите тогашни премиери и целата група. Значи не е тоа од 2006-та, почната од 2002-та. Вие знаете дека не тоа е до 2002. 2002 е Бранко Црнковски. Добро, поштувани, ви благодарам многу што бевте љубезни да се јавите и морам да ви кажам дека со сериозна перцепција ги прифаќам критиките дури и на моја адреса ако ве вознемирувам.
но знаете како е. Едно време стравувавме дали е добро да го кренеме гласот, сега стравуваме дека прегласни сме, но веројатно тоа е некаква динамична форма на можни социјални и демократски промени. Поштувани гледачи, веќе сме при крај, ви благодарам на трпението. Последниот гледач, ако го има, е на линија, за да ги исклучиме другите да не се јавуваат. Овој тип и форми, доколку ви се допаѓаат, можете да ги коментирате и на нашиот сајт и на нашите Facebook страници. Меѓу другото, тоа е знак и за нас. Добро вечер за вас. Па ја би кажал, ова рекол сум за Груевски, дали лут или ние сме народот? Не ми чини линијата. Значи, народот е лут скроз наспроти. Груевски е таман. Тој дори има маса виче и вуне. Така вика на спорите. Значи, не да се офтични овце, у железниците да не даваат на пари како порано. Бидете трпеливи, молам, лоша е линијата, нити јас ве разбирам, уште помалку гледачите, режија, повторили трет пат, исчистете ги, изфилтрирајте ги телефонските линии да можат гледачите да бидат достапни. Уште последниот гледач кој има чиста линија за последен дух на својата вербална комуникација со гледалиштето. Добро вечер. Добро вечер. Добро. Мислам дека... Ало, добро вечер. Добро вечер. Се јавуваме од гледач од ваша страна. Го следам вашата емисија. Например, со Груевски абе тие ја украде све државата, отиде на пропаст, например. Све што беше на нивните раце. Например, судство, све. Не функционираше ништо. Да не беа тие бомби што беа, тој немаше ни да пак, например, да ја изгуби власта. Ја мислим дека ова што го имат направено за народот го пропасти народот. Ни со плати, ни со ова. Само тој што има, све што беше на нивното раце. Например, парите, тие ја украле, а народот пати. Видите, од ова 2-3 години се иселени сите доктори, сите замине надвор за добар живот. Добро, ви благодарам. Поштувани гледачи, ова е крајот. Следува нашиот телевизиски дневник. Александар е веќе за пулот. Александар, се надевам дека не ти одземав многу време, но гледачите секојаш имаат предност. Останете и натаму на програмите на една телевизија. Не затоа што ние го откривме овој граѓански форум и досега имало такви дебати, и јас сум правил такви дебати пред 30 на години, но се чини дека уште има енергија кај вас, поштувани гледачи, која треба да се испразни, да се трансферира во желбата да се стокме една правна држава, една демократска држава. А на овој начин мислам дека вашите критики за груевизмот мора да ги прифати и тимот на Заев, не заради друго, за да го предупреди да не ни се случи некаков нов потоп. Пријатно вечер од мене. Александар, имаш своите минути.